Добре дојдовте во процес. Говорот на омраза е се поприсутен во нашето окружување. Каде се го има? Како се манифестира? Кои рефлексии може да ги направи? Има ли решение? По прилогот на Славица Филиповска следи разговор во студио. Запалени возила на критичари на власта, физички пресметки со активисти, погребен венец испратен во домот на новинар и уништени објекти. Ова се само дел од настаните кои познавачите на областа ги поврзуваат директно со континуираниот говор на омраза, кој зема се поширок замав во јавноста. Неказнивоста на говорот на омраза, недоволното познавање што точно тоа представува, но и амбиентот создаден во јавната сфера, се причините кои создаваат плодна почва за ширење на ваквата појава. Говорот на омраза по дефиниција самиот представува насилство, представува психолошко и символичко насилство кое што има сериозни консеквенции врз групите и поединците кои што се жртви на говорот на омраза. Добар дел од тоа зошто постои, тој е секако и неинформираноста, но пред се е културата на неказнивост, нереагирањето на институциите, артикулација во јавниот дискурс и тоа во главном од политичките партии и од медиумите, но и се пораспространетиот говор на омраза на социјалните мрежи, на интернет, во коментарите и други содржини кои што се креирани од самата публика. Овие активисти последиците од говор на омраза ги имаат почувствувано на сопствената кожа. Сарачини вели дека секојдневно е ставен на тапет на социјалните мрежи од луѓе кои не се согласуваат со неговите ставови, додека Димитров пред 3 месеци беше физички нападнат, единствено за, како што вели тој, критиките кои ги упатува кон актуелната власт. Во 5 саат во центарот на градот спротика соборен храм, од лице со качулка пристапи, јас бев со пријателка и пријател, се усмери кон мене, ја стави маската, ми удри силен бокс и ми прати некој поздрав кој што не го слушнав, што беше во моментот на ударот и замина. Веднаш беше пријавен случајот, беа утврдени со медицински прегледи, повреди на биеници на лицето од нападот, меѓутоа до сега полицијата нормално и што би открила, нема ништо решено. Речи си секој ден предмет на, ајде така да ја наречеме, обработка на тие артикулатори кои што дуваат во рогот на власта и се дел од нејзината пропаганда. И не знае човек што да прави во тие случаи. Се чувствувате ли безбедно? Па не баш, но се обидувам од искуството, од работите што ги знам како новинарите и јавните личности треба да се заштитуваат себе си во ваков амбиент кога не функционираат институциите, се обидувам сам себе си да се заштитам. Различните политички ставови не се единствените примери за последиците од говор на омраза. Дел од учебниците, од кои се предава во училиштата и на универзитетите, наместо да ја спречат ваквата појава, дополнително придонесуваат за ширење на говорот на омраза. Учебник за средно образование и педагогија, учебници за високо образование, психијатрија 1 и 2 и медицинска психологија. Ние исто така реагиравме за учебниците на Олга Шкарич по психологија на факултет, кривичната психологија, која се користи серија други учебници во кои што имате она подученичка школска дефиниција за говор на омраза, стигматизација, деградирање, дехуманизација кон лицата со поинаква сексуална ориентација. Активистите прстот го вперуваат најмногу во медиумите и јавните личности, кои го користат просторот во своите емисии, но и својата публика на социјалните мрежи, за директно да повикуваат на линч на оние кои размислуваат поинаку од нив. И двајцата активисти имаат поднесено кривични пријави за ширење на говор на омраза и повик на насилство врз нив, но досега надлежните не процесуирале ниту еден случај поврзан со ваквата појава. Беше утврден говорот на омраза во емисијата на Јанко сега во крајот на февруари во една емисија. Крајот на февруари во емисијата во која што Јанко заедно со својот гостин, со јавувач, уствари гледач на емисијата, тврдеа дека хомосексуалците треба да бидат набиени на колови, на стапови, и тој даде поддршка на тоа, што е
par excellence пример за говор на омраза. Ние се обидовме при еден таков случај за колумната сечење на чировите Миленко Неделковски кој што напиша, да покренеме постапка пред обвинителот, тоест да бидеме допрениот глас на јавноста. Му ги однесовме испринтаните материјали од таа колумна, му го однесовме импресумот и рековме ете гласот на јавноста допира до вас и побаравме да се покрене постапка екс официо, значи по службена должност. Државата Македонија против Миленко Неделковски. Така треба да биде за говорот на омраза според нашата легислатива. Обвинителот ја проследи до основниот обвинител, скопскиот обвинител, кој што најде дека таму нема основ за покренување постапка. Институционалните механизми постојат, но само на хартија. Комисијата за заштита и спречување на дискриминација кон медиумите досега евидентирала 8 случаи, но тие досега немаат разрешница. Освен надлежните, активистите сметаат дека потребно и политичките актери да покажат поголема свесност и да апелираат за спречување на ширење на омразата во јавниот дискурс. Сарачини и Димитров велат дека не се чувствуваат безбедно во средината во која живеат и алармираат што побрзо институциите да преземат конкретни чекори околу вербалното ширење на омраза. Доколку они реагираат како што треба, ќе се воспостави едноставно ефективно применување на правото и ќе се воспостави правна пракса која што ќе создаде терен во кој што говорот на омраза нема да може да биде применуван успешно. Кога не реагираат институциите, тогаш за жал ние сами ќе бидеме упатени на тоа сами да си ги браниме нашите животи, нашите семејства и нашето достоинство. Повеќе на оваа тема слушнете во продолжение на Процес емисијата. Со мене тука во студиото се Јасмина Голубовска од Хелсиншкиот комитет за човекови права и активист и Љуми Бекири, студентски пленум и исто така активист. Се случува една експлозија на говор на омраза во нашето општество. Тоа составува една многу лоша атмосфера, нетрпеливост, лоша слика за нашата држава. Каква е оценката на Хелсиншкиот комитет? Вие експлицитно го следите овој дел. Што се случува? Би сакала да ги поздравам гледачите пред се и благодарност за Нова ТВ што се интересира за да го промовира општествено прашање од голем интерес, особено за гледачите и за пошироката јавност, особено затоа што говорот на омраза во Република Македонија најчесто наидува на генерално несфаќање, односно неразбирање, токму поради неговата комплексна природа, каде што некаде се граничи помеѓу слободата на изразување и она што не е слобода на изразување и каде правото на слободно изразување е ограничено во суштина. Иако, за жал, во медиумите често пати од одредени личности кои што се најголемите поттикнувачи на говорот на омраза во општество се бранат со правото на слободно изразување како апсолутно право кое што тоа и не е точно. Затоа на почетокот би сакала да разјаснам дека слободата на изразување завршува токму онаму каде што почнува повредата на слободното изразување на било кој друг граѓанин, односно говорот на омраза е токму еклатантен пример каде завршува тоа право. Во Република Македонија, согласно Уставот на Република Македонија и Кривичниот законник, граѓаните се би требале да уживаат барем некаква заштита, судска заштита пред се од говорот на омраза. Меѓутоа, како држава се соочуваме со сериозни проблеми во оваа област. Уште во 2012 од страна на мисијата на ОБСЕ се водат извештаи за конкретно за случаите на говор и криминал од омраза во Република Македонија и таму несомнено можеме јасно да видиме дека од државата се бара Министерството за внатрешни работи да заземе поголема улога во детектирање и санкционирање на овие случаи, а уште повеќе да поведе сметка за водење на било каква статистика за како се движи овој општествен феномен, затоа што тој пред се е општествен феномен кој што е многу во еден поширок концепт тешко е да се детектира и да се увиди, за да може соодветно понатаму да се превенира или пак санкционира согласно Кривичниот законник. За жал Македонија нема таква статистика и за таа цел Хелсиншкиот комитет минатата година од месец април започна да води некаква статистика, односно мапирање на говорот на омраза на територија на Република Македонија. И од изминатата година, од април минатата година до април оваа година, ги забележуваме токму трендовите на движење на феноменот, како произлегува, каде е најзастапен, во кои градови и меѓу другото по кои основи.
од тоа што можам да го кажам, до сегашната статистика јасно ни укажува на тоа дека етничката припадност на граѓаните секогаш предмет на интерес на говорот на омраза, најзастапена, особено помеѓу албанската и македонската етничка заедница. Подеднакво, тука не ги делиме граѓаните по тој основ, буквално се застапени еднакво, и сексуалната ориентација како еден од главните основи исто така кој што се подложни на говорот. Јас тука ќе прекинам. Љуби Бекири во време на екот на студентската пролет, како член на студентскиот пленум, искуси како е да се биде таргет на една хајка против него од страна на неколку интернет портали. Како се случи тоа? Колку што видовме и се сеќаваме, ти пред студентскиот пленум објасни дека македонската телевизија не информира за вашите активности и тогаш следеше една хајка од напади на тие интернет портали. Како го доживеа сето тоа? Како и која беше целта на тој оркестриран напад? Да, ми се допаѓа во оркестриран напад, бидејќи нападот баш беше се случи после тоа кога имав еден краток конфликт со македонската радио телевизија, каде што им објаснив, мислам ги прашав зошто не известуваат за студентските протести и сите наши активности, бидејќи исто така тие земат пари од нашите родители, земат радиодифузна такса. После тоа се случи една хајка, оркестриран напад од страна на медиуми кои што се секако блиски до власта, со некаков срамен текст. Не знам како би го објаснил тој текст, со една моја приватна фотографија, лична фотографија, каде што исто така се кршеше моето право на приватност, бидејќи таа фотографија не беше објавена никаде од моја страна или од страна на фотографот кој што ме фотографираше. Не знам како се стигнал до таа фотографија. Тоа е многу симптоматично, да? Да, веројатно имало некое поголемо истражување околу тоа, околу моите идентитети кои сум јас и што сум. Текстот беше срамен, потоа беше објавен од различни портали, профили. Го превзема. Да, го превзема, исто така морам да ја споменам личноста Миленко Неделковски, кој што го објави тој текст и напиша кратко, 3 во 1 и напомена неколку категории кои што тој веројатно ги претпоставуваше, категорија по политичка определба, сексуална определба и етничка определба. За првите две не знам кај тој дознал, бидејќи никаде јавно се немам изјаснето за тие први две, за третото веројатно по името и презимето се има базирано. И веројатно тие се тие 3 категории кои што се најчесто на мета на напади и најчесто се жртви на говорот на омраза. Го пријавили некаде случај? Имаше ли воопшто каде да се обратиш, помисли ли на тој момент? Дали ќе има слава во оваа држава за... Во моментот кога јас го дознав тоа што се случи и се јавив на Јасмина, веднаш го пријавив во Хелсиншкиот комитет, таму се јавив. За во државните институции, да бидам искрен, после сите така наречени бомби што ги објавува опозицијата, мислам дека нема својство каде да се пријави кога гледаме како функционира државните институции, како функционира судот, полицијата и исто така и Комисијата за заштита од дискриминација, кога председателот го слушаме на бомбите, како не сум сигурен зошто беше таа бомба, дали за етничките малцинства како ги подмитува за избори, така да не гледам својство зашто би се пријавило. Можеби никогаш, се не сум правник и не ги разбирам тие правни процедури, но некогаш по ослободувањето на институциите би можел да го пријавам случајот. Случајот остана забележан? Да, значи случајот конкретно бидејќи се работи за интернет базирани медиуми треба да оди до одделението за електронски криминал при Министерството за внатрешни работи, се прави електронска пријава пошто се очекува Министерството да постави. Меѓутоа, она што е за мене повеќе важно е ингеренциите на новото тело и новиот механизам кој што произлезе од Законот за аудио и аудиовизуелни услуги на медиумите, а тоа е агенцијата сега како тело кое што треба да внимава на квалитетот на вестите, на оно што се објавува. За жал, согласно Законот за медиуми, порталите не се опфатени, па така агенцијата мудро си молчи во тој однос. Меѓутоа, тука и Советот на етика, како едно независно надворешно тело кое што би требало да води евиденција некаква околу тоа кои портали на кој начин објавуваат, за да може барем кодексот на честа, бидејќи сепак новинари го споделуваат
тој надпис. Миленко Недолговски се декларира како новинар, за жал. Меѓутоа, ние не можеме да смениме таа реалност, па од тука треба и малку поголема улога во однос на овие тела да си ја превземат обврската за навремено да реагираат. Бидејќи е многу тешко во услови на општеството во кој што живееме, особено како што знаеме коруптивноста на судскиот систем пред се и на целокупната партизираност на Министерството за внатрешни работи, жртвите да добијат било каква заштита или пак правна Ќе дојдеме и до тоа, имате некоја статистика како во периодот се движеа? Тоа е многу интересно прашање заради тоа што она што го гледаме во нашата околина и од каде произлегува говорот на омраза, токму и тој го кажува и статистиката. Значи се поттикнува говор на омраза најчесто преку провладините медиуми, особено лица кои што се јавуваат во својство на нивни гласноговорници, како едни од најеклатантните примери се Миленко Недолговски и Јанко Илковски, кои што ги започнуваат хајките дали кон невладини организации конкретно или пак кон личности. Вие имавте и пријави против? Да, поднесовме во декември. Да, во 2014 во декември поднесовме 2 кривични пријави од јавното обвинителство токму за говорот на омраза. Генерално, од каде што се земени повеќе примери за говорот на омраза, кои што тие го шират. Јавното обвинителство првенствено ја одби пријавата, меѓутоа висшето јавно обвинителство ја прифати, што сега го очекуваме тој епилог повторно да јавното обвинителство да го разгледа случајот. Меѓутоа, она што е исто така интересно е тоа што се очекува невладините организации да поднесуваат пријави, иако јавниот обвинител може да реагира по пат на допрен глас, па дури во случајот на Љуми кој што беше многу промовиран на провладините медиуми, да реагира веднаш и да постапува по било кој основ кој што сака, бидејќи кривичниот законник откако го сменја во 2014 му го дозволува тоа право. Има пошироки ингеренции и би требало да си ја превземе врската да ги заштити граѓаните. Сега во делот на тоа како се движи говорот на омраза, дали е тоа рефлексија на општата политичка ситуација, на културата на живење, на непочитувањето на различностите? Како се движи во многу е присутен говорот на омраза? Многу интересно дека најчесто се врзува со политичките случувања, односно општествените случувања генерално во Република Македонија. Например, за предвремените парламентарни избори во 2014 редовните председателски избори имавме голем пораз на говорот на омраза додека трае кампањите на политичките партии, што јасно укажува на тоа дека нивната меѓусобна конфронтација се рефлектира врз општеството понатаму членството како такво превзема некои активности кои што па дури резултира и со дела од омраза, со кривични дела од омраза, палење на штабови, напади на функционери или односно на оние кои што беа вклучени во тргата за функционери. И така и се осликува и на статистиката која што ја водиме, како што има некаков по-конкретен, битен настан за целокупното општество, така расте и говорот на омраза. Потоа го имавме нападот во Дамар, на кој што му предходеше хајка од страна на новинарот Миленко Недолговски и омразата кон ЛГБТ заедницата, меѓутоа мора да се вратиме 3 години наназад, каде што редовно се покренува хомофобичната атмосфера во Република Македонија, па дури односители на јавни функции. И од тука е повеќе од јасно дека нападот резултира со дел од омраза, заради тоа што и предходеше некоја силна кампања против геј заедницата во Република Македонија, или па конкретно за етничката, додека трае протестите за Смилковско езеро минатата година против судскиот систем во Република Македонија, повторно имавме голем проток на говор на омраза, особено на социјалните мрежи и медиуми. Она што може да го забележиме е дека говорот на омраза таму се рефлектира највеќе, токму поради тоа што е нерегулиран простор. Од друга страна, не можете премногу да го регулирате затоа што понатаму навлегувате во слободата на медиумите, особено во интернет просторот, кој што е се уште некаков недефиниран простор до каде би можеле земјите државите да превземаат законски решенија за да го ограничат. Каде се го има присутен во медиумите? Интернет порталите, социјалните мрежи, најповеќе социјалните мрежи. Од тоа што го забележивме на официјалните фан страници, дали на политичките партии, дали на шоуто на Миленко Недолговски или Јанко Илковски, таму е пред се застапен говорот на омраза.
Меѓутоа тој не отсуствува ниту од нашето секојдневие, како што бидејќи го мапираме говорот на омраза и по улиците и по зидовите и во тој поглед графитите навистина заземаат голем дел од површината на Република Македонија. И тоа во повеќе градови, не само во градот Скопје. Бекири, се дружиш со млади луѓе. Имаш своји идеи, своји ставови, свој начин на живот. Дали се среќаваш со тој говор на омраза често? Кон тебе или кон твоите врсници, меѓусебно, како се однесуваш? Значи, како реагираш во такви ситуации? Се трудиш да им објасниш? Или едноставно се повлекуваш и си велиш, па добро, толку има капацитетот на некои луѓе и толку можат да разберат? Колку е присутен меѓу младите тој говор? Да, најпрво да се доврзам на Јасмина, исто така говорот на омраза која бидејќи произлегува најчесто во некои важни општествени појави и случувања. Исто така и мојот личен напад кој што го споменавме пред малку беше на еден многу битен настан во целокупната атмосфера во државата на студентското ослободување. Да, целта на тоа деградирање. Да, веројатно целта им беше преку мои лични карактеристики, преку моја лична припадност, да го деградира целиот студентски пленум, целото движење, бидејќи не бев само јас митан напад на провладените медиуми, исто така имаше и други напади од други личности кои што случајно или не случајно исто така се дел од другите етнички малцинства. А околу тоа, говорот на омраза, Јасмина напомена дека е присутен во нашето секојдневие, сакале ни или не, во медиумите, на улиците, по графитите, во говорот, во комуникацијата помеѓу младите луѓе, најчесто е по етничка основа, по двете најголеми етнички заедници во Македонија. Што најголемо си го почувствувате? По која основа мислите? Да, по која основа? Па веројатно по етничката основа, по сексуалната припадност, по во последно време и по некоја политичка припадност во која што стават во некој кадар, иако и покрај тоа што никош не сум се определил јавно дали за било која партија или било каква политичка идеја. Ако не си со нас, тогаш си со нив, тоа е девизата која што... Да, бидејќи во околу тоа во последно време мислам дека последниве неколку години во Македонија се направи некој склоп на менталитетот таков, како да се промени матрицата на размислување на луѓето и кога те етикетираат на некој начин со опозицијата или со одредени невладини организации, исто како во средниот век инквизицијата, кој етикетираат вештирките. Јас тоа така би го нарекла. Говорот на омраза во секојдневието, да, се соочувам скоро секој ден со говорот на омраза. Напомена веќе дека е присутен помеѓу двете најголеми етнички заедници, а од страна на нив двете, пак омраза кон сексуалните малцинства, кон ЛГБТ популацијата. Знам дека не ти недостасува моќ на говор и токму заради тоа те прашав како се справуваш во такви ситуации, се повлекуваш или им објаснуваш? Не. Мислам дека секогаш е вредно да им објасниш на луѓето, да се потрудиш и покрај тоа што најчесто тоа нема да даде резултати во поголем број на случаи, но мислам дека вреди да им се објасни. Има многу пати, особено на социјалните мрежи, еве на мојот личен Facebook профил, каде што те навредуваат луѓе, ти пишуваат различни пораки, им пишуваш, ги повикуваш на кафе едноставно, дојди да пиеме кафе и ке разговараме за тоа. И имало такви случаи што луѓето прифатиле и онака после приметиле дека всушност грешат во тоа што го размислуваат. Значи сметаш дека вреди? Да, сметам дека вреди. Јас би сакала да напоменам во контекст на ова што го изнесе Љуми, токму тоа еве за граѓаните баш може да видат еклатантен пример за тоа што е говор на омраза, што е слободен изразување. Говорот на омраза токму во тоа се разликува. Кога вие напаѓате некого поради неговите лични карактеристики, независно дали личноста е во асоциација со било која општествена група, религиозна, етничка, па ни сексуална, туку само на ваша лична проценка вие сметате дека треба да ја сместите во некаков колектив, малцински или мнозински, независно од тоа. Битно е дека нападите се вршат врз основа на лична карактеристика на личноста по која што е направена дали по слободна проценка или пак навистина фактичката состојба е таква каква што е.
Исто така би сакала да појаснам дека говорот на омраза е таков општествен феномен, таков комплексен општествен феномен кој што не може исклучиво се решава преку судскиот систем и бара многу поголем ангажман од страна на државата и повеќе институции да се вклучат во целиот процес. Еве, конкретно Тоа прашање кој е решението? Има ли решение? Има, секако дека има. Меѓутоа тука повторно ќе кажам ангажманот на државата е тука многу клучен. Првенствено да го прецизира кривичниот законник во делот во овој дел во делата на говор на омраза и криминалот од омраза. За сега лутаме во неколку членови. Има ли случај решен? Како е ставот на судиите? Како гледаат на тие? За кривичните дела од омраза има постапувано. Во изминатите 4 години имаме од некоја статистика увидено дека има постапено во 1 до 2 случаја. И дури во еден во Велес, ако не се лажам, случај говор на омраза на интернет. Меѓутоа тоа се многу мали минорни случаи во кои што можеме да извадиме некаква судска практика. Во принцип нема судска практика. Особено заради тоа што ни самите суди претпоставувам не прават некоја особена разлика, ниту го препознаваат, а кривичниот законник па и него посебно дефинира за да може тие директно да се поврзат за кривичното дело, туку мора да се поврзува преку дискриминација, па да се алудира на за да биде сотежната околност дека е дело од говор од омраза или па кривично дело од омраза. И тука е малку проблематично за судиите, кога немате вие никакво искуство во областа, кога многу малку се работи на таа тема, немате статистика, не може да изведете било како. Да, не го прифаќа воопшто проблемот, значи го игнорира во целост. Ако ние сме поднесувале ова веќе втора година како поднесуваме кривични пријави до јавното обвинителство и во 2013 поднесувавме против истите личности и дополнително против министерот Спиро Ристовски поради нивниот хомофобичен напад на заедницата, тогаш се сеќаваат имаше навистина голем бран на хомофобија и трансфобија во општеството. Него ни препозна воопшто како таков. Што значи дека ова е системски проблем и треба да се решава така како што налага самиот феномен кој што навистина се менува согласно општествените промени. Тоа значи дека Министерството за образование треба да заземе уште поголема улога во едукација за да имаме и буквално спречување на говорот на омраза и превенција, а не само санкционирање. Потоа да се види во кривичниот законник што треба да се измени, како треба да се адаптира. Меѓу друго да се обучат судиите и јавните обвинители за делата и говорот на омраза преку Европскиот суд за човекови права кој што има навистина голема пракса и може да даде доволно примери за да тие да може да постапуваат во иднина и тоа е еден здружен напор да се спротивставиме, да. И Комисијата за заштита од дискриминација исто така кој што е надлежна би ценеле да си ја работи работата. За жал, како што и самите знаете, за случаи во каде што има јасни еклатантни примери на дискриминација не постапувала, а пак за говорот на омраза како дело како е во делот на вознемирување и така натака воопшто не ни се потрудила да работи. Кој е тој порив за тукава желба за говор на омраза, наплив? Не знам сега да не бидеме психолози, да не се обидуваме, меѓутоа мислам дека младите генерации многу повеќе е присутен сега тој проблем. Може би е само нашата перцепција, меѓутоа тоа е еден културолошки проблем. И ако гледате вие дека и она што се покаже во снимките, ако носителите на јавни функции немаат лична свест и совест за изразување, на начинот на изразување кој што се однесуваат кон заедниците во разговори кои што беа објавени од страна на опозицијата, може да замислите како тие се рефлектираат во нивната професионалност. Јас не можам да очекувам, да речем, од министерката за внатрешни работи и низиниот говор на омраза по телефон, како се изразува кон одредени заедници, да очекувам дека таа има совест или пак сензибилизираност кон прашањето и дека ќе го отвори утре, ќе го стави како важно на дневен ред во државата. Едноставно го игнорира затоа што очигледно за неја тоа не представува никаков проблем таквиот начин на изразување. Повеќе од јасно е дека не представува. Ако за неја не представува, останува тоа да се рефлектира врз граѓаните. Граѓаните сами нема да превземат. Се разбира како одобрување и па нормално и зошто да не, ако може тоа да го прави министерката за внатрешни работи, зошто да не остатокот од граѓаните. А последиците ги знаеме, кривичните дела, криминалот од омраза кај нас е доста застапен, кој што резултираше со бројни физички полесни или потешки повреди, особено во изминатите 2 години. Така,
Јас исто така би додал тука дека говорот на омраза исто така јас мислам дека произлегува од непознавањето на одредена заедница. Бидејќи кога се користи говор на омраза кон одредена групација на луѓе, тоа ќе имаме непознавање на целата таа групација. Најчесто од личните карактеристики од една индивидуа, тие се генерализираат во целата заедница, а исто така и често се случува тие да се замислени само карактеристики, пошто се создаваат стереотипите и предрасудите, а потоа произлегува и говорот на омраза кон истите. Тоа е честа појава во книжевноста, исто така, бидејќи јас сум книжевник, кога се создаваат миражи во имагологијата, особено, како гранка од книжевноста, миражи, односно искривени слики со стереотипи и предрасуди за одредени заедници. И после тоа психологија на маса. Па да, еви медиумите за жал бидејќи се провладени, во голем дел се провладени, односно ја обработуваат политиката на партиите кои што се во извршната власт, немаат ниту интерес да поработат на покренување на општествената свесност на граѓаните, бидејќи тие се и оние кои што ги имитуваат информациите заети за нас конкретно да ни помогнат во нашите кампањи, во она што го работиме во однос на говорот на омраза, или пак да поттикнат да ги отварат темите на говор на омраза наспроти тоа да ги шират. Во овој момент ние се наоѓаме во ситуација каде што ние немаме допир до пошироката јавност, еве конкретно и јавниот сервис, и јавниот сервис воопшто не ни удостојува. Ние испративме 2 кампањи за говорот на омраза, за кои што бараме одобрување за бесплатно рекламирање, за да може да ја покренеме свесноста на граѓаните да ја прават разликата помеѓу говорот на омраза и слободата на изразување. За жал, повеќе од 2 месеци чекавме одобрување кој што воопшто не дојде, иако ни беше кажано дека се е примено барањето од нивна страна, што значи воопшто него ни разгледуваат како такво. Конкретно го испративме до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. И така, си чекаме. За разлика од тоа, владините кампањи многу побрзо одат на провладините медиуми, а голем дел од нив се и предизвикувачи на овие стереотипи предрасуди кои што ги зборува и Доми. Како може да се обратат поединците? Тука и вас може да се обратат? Да, можат секако да побараат помош, да понесат пријава, за доколку мислат дека има говор на омраза против нив, меѓутоа ние секако мора да разгледаме главенски, бидејќи говорот на омраза, пак ќе кажам, треба да има да биде многу суптилна, точно. Меѓу другото треба да се докаже намерата, треба да се докаже по кој основ, по која лична карактеристика, дали гледаме процес на време траење и дали присутност во општеството на конкретната карактеристика, основа за говор на омраза и така натака. Не е едноставно дело, ниту да се процесуира, ниту да се забележи, меѓутоа постои, го има и треба веќе да се реагира. Мислам дека и во последниот ваш извештај имате отстапено простор за... Имаме отстапено и тоа особено за јавните личности кои што се критички кон извршната власт, веќе забележуваме сериозни тенденции на напади кон тие личности, особено и во медиумите, меѓутоа и кон активисти. Имаме 2 случаи на активисти и еден случај на новинар кој што се упатени сериозни закани и по животот, меѓутоа и по различни основи говор на омраза се води, односно на хајка како исто како за љуми се води кон овие личности. Бидејќи и како млад човек работиш и си работил како активист, сакаш ли нешто да им порачаш на младите? Во тој контекст. Да, на младите ќе им порачам едноставно дека говорот на омраза нема никаква ефикасност во општеството, нема да од него да произлезе никаква ефикасност, туку само ќе се создаваат повеќе и повеќе поделби и повеќе сегрегации на луѓето по различни основи, и од тоа нема да имаме никакви придобивки, ни општеството, ани ние самите како индивидуи. И да не се невладините организации, и да не е Хелсиншкиот комитет, ваквите случаи нема ни да се регистрираат, институциите не функционираат како и секогаш молчат. Јас ви благодарам што бевте гости во пред. Благодарам и на вас.